Од 2010 наваму во источниот регион се увезени околу 20.000 половни автомобили со вредност од околу 50 милиони евра. Експанзијата која траеше до неодемна стагнира и сега има обратен тек. Се поголем број од овие возила се продаваат. Зошто луѓето толку често си ги продаваат автомобилите? Самиот стандард ги луѓето тера на тоа, значи оно баш што не нужно да се продаде. Да намали трошкови, пошто чуете, колку видам и овде самото гориво, самите тие нафтни производи не се поевтини многу од европските. Трошки колци. Сега има и паркинзи и луѓето и да имат кола, кај треба да дое плюс да плате за паркинг. Колку и да има образложенија, суштината е кризата која притиска и автомобилите се товар кој не може да се издржи. Горивата постојано одат нагоре, поскапеа патарините, поскапе регистрацијата, потребно осигурување, а треба и одржување. Се вкупно тоа годишно чини. Имено за регистрација се потребни 4500, за осигурување 4600 денари, за одржување на автомобилот 12000, што значи трошок над 21000 денари. Секако, ова е безпресметен трошок за гориво, што е причина во регионот сега да се продава секој трет автомобил. На ниво на држава, во моментов се продаваат дури 200.000 половни возила, што значи дека конкуренцијата е огромна. Таа цените ги спушта максимално, па наместо на патиштата, се повеќе автомобили завршуваат во отпад. Што ќе биде со останатите е неизвестно, зашто секој месец на нив цената им паѓа, а многумина за да ги купат овие автомобили пари позајмиле.